на сите нас кои што сме Христови и кои што сме во црквата, тоа треба да биде едногласна молитва. Сите оние кои што не се дел од оваа литија да станат. Сите оние кои што не тргнали и не одат по тесниот пат кон Царството Божјо, по молитвите неизини и по милоста неизина, да станат дел од таа литија која што е упатена во еден правец кон вечноста, кон Царството Божјо, и да влезат и покој и мир да најдат во прегратките на Отецот Небесен. Таа е главната виновница за нашето спасение. Зато и благодарам во ваше име, најпрво за тоа што по својата голема милост ги испрати браќата архиереи да присуствуваат и да дојдат и со тоа да ја направат нашата радост да биде полна. И благодарам заради тоа што таа е главната виновница за нашето спасение. И благодарам што наместо друг одговор да даде на архангелот Гаврил, рече: нека ми биде според зборовите Твои, еве ја слугинката Господова. Токму заради тие зборови ние се удостоивме да станеме браќа Христови, а преку Христа се удостоивме да станеме синови на Отецот Небесен. И благодарам заради тоа што преку чудата кои што ги точи секојдневно, преку својата света икона покажува дека е непрестано со нас и меѓу нас. И благодарам што не заборави на својот удел. Не знам колкумина од вас тоа го знаат на својот апостолски удел. Нашата земја, Света Гора и Македонија се апостолскиот удел на Пресвета Богородица. Таа е наша заштитница покрај Свети 15 и великиот отец на црквата Свети Григори Палама, чишто спомен денес го чествуваме. Ние сме немоќни да кажеме било што убаво, честно и свето за Пресвета Богородица. Затоа да не престанеме никогаш да ја следиме, секогаш да бидеме дел од оваа литија, која што секогаш ке чекори и ке оди по Пресвета Богородица, но и со својот живот да посведочиме дека живееме во согласно со Евангелието на нејзиниот Син. Единствено така ќе се покажеме како нејзини достојни чеда. И повторно ќе речам, сите ние кои што чекориме по тој пат, со нашите мали и несигурни чекори, да ги уцврсти, да ги направи да бидат силни, а оние кои што се уште не зачекориле, да зачекорат и никој да не остане во овој свет кој што ќе биде надвор од закрилата на Пресвета Богородица. Само таквата молитва, само таквиот крик ќе не направи да бидеме чеда на Пресвета Богородица, Пресвета Богородица наша. Имаме одговорност за се околу нас и за секој еден покрај нас, дури за непријателите. Ако нашата молитва не го опфати целиот свет, не сме Христови и не сме деца на Пресвета Богородица. Воедно сакам да си освестиме тоа да биде поентата и на тоа да се научиме од секоја литија која што станува традиција во нашиот град и во нашата света епархија. Воедно ја користам оваа прилика да ви го пренесам благословот и поздравот од светиот владика наш митрополитот Струмички, господин Наум,